Ниту СДСМ ѓурнала, ниту ВМРО ДПМН ги вратила националните позиции во спорот со Бугарија и евроинтеграциите на државата. Председателот на СДСМ Филипче вели, предлог резолуцијата која тој ја поднесе до собранието е потврдување на националните црвени линии. Ајде еднаш да сите заедно 120 пратеници, како што тоа го прават сите држави, вклучувајќи и Бугарија, кои што имаат сите пратеници заеднички декларации во собранието бугарско за нивните национални интереси, ајде тоа да го направиме ние, да е конечно јасно и сите да подпишеме што е тоа, што е наш национален интерес, кои се нашите црвени линии и дека за тоа едноставно не преговараме. Токму тоа стои во нашата предлог резолуција. За јазикот, идентитетот, културата, историјата, ние не преговараме, тоа се нашите црвени линии. Заедно со кандидатите за градоначалници на град Скопје и на Кисела Вода, Каја Шукова и Горан Трајковски беше во населбата 11 октомври. Шукова пред граѓаните кажа дека во незината програма има мерки наменети за домакинствата со кои ќе се сузбие аерозагадувањето. Градот ќе обезбеди субвенции за сите домакинства кои што повторно ќе се приклучат на парното грејење. Покрај тоа што треба да се прошири мрежата на парно грејење и оние граѓани кои што се исклучени и нови граѓани кои што влегуваат во нови живеалишта, во нови згради, треба да се приклучат на парно грејење. Ќе помогнеме и на постојните домакинства кои што се загреваат на цврсти горива, односно на нивните оџаци, покрај чистењето на оџаците. Бесплатни филтри од градот. Секоја година најмалку 5000 домакинства ќе бидат обезбедени со бесплатни филтри. Фокус на кандидатот за градоначалник на аеродром Александар Трајановски ќе бидат младите. Вели, тие се двигателот на општеството. Во таа насока предвидуваме креирање фонд за млади за финансиска поддршка на младите, предприемачи и младинските организации, формирање локален младински совет кој ќе биде гласот на младите во општината, изработка на младинска стратегија и акциски план со јасно дефиниран приоритети и цели. Кандидатот за градоначалник на Газибаба Владко Митковски од пазарот во Автокоманда најави поддршка за пазарџиите. Наша цел е да создадеме уреден, фер и поттикнувачки систем за сите кои се занимаваат со пазарската дејност. Затоа, сите пазарџи ќе бидат стимулирани со субвенција од 50% од котизацијата за тезгите, со што директно ќе им ја олесниме работата и ќе го поддржиме нивниот бизнис. На тој начин, не само што ќе им помогнеме на оние кои редовно работат и плаќаат на доместок, туку ќе ги поттикнеме и така наречените диви препродавачи да станат дел од пазарите. СДСМ попладнево кампањата ја продолжува во Чашка, Градско, Велес и Свети Николе. Даниел Василев, Сител телевизија.